Повторно хаос на улиците на Франција на протестите против измените на законот за труд. Полицијата употреби солзавец и водни топови против демонстрантите во повеќе градови, а има и уапсени. На фотографиите и на снимките од социјалните мрежи се гледаат запалени автомобили и густ чад. Десетици илјади млади луѓе и синдикалци излегоа на протестен марш во Париз. Бараат владата да се откаже од реформата на законот за труд пред дебатата во парламентот во вторник. Бараме владата и парламентот целосно да го преиспитаат и да го изменат законот. Се согласија на отстапки, но тоа не е доволно. Протестите се случуваат истовремено кога властите објавија најголем пад на невработеноста во Франција од 2000 година. Во моментов невработени во земјата се 3.531.000 луѓе, или 1,7% помалку од минатиот месец, но сепак за 0,5% повеќе од истото време лани. Се очекува намалувањето да има позитивно влијание на поддршката за претседателот Франсуа Оланд, чијашто популарност падна на рекордно ниско ниво. Како што рече самиот, нема повторно да излезе на избори за една година, освен ако Франција не постигне напредок против невработеноста до крајот на оваа година. La France va mieux. Ça ne va pas mieux pour tout le monde. Реков дека на Франција и оди подобро, но не подобро за сите. Очигледно е дека уште многу луѓе во нашата земја се мачат и се сомневаат во својата иднина. Кога ќе објавиме успешен договор како овој, сигурно други се загрижуваат за нивните работни места или нивната индустрија. Големиот успех беше објавен истовремено со договорот со Австралија во областа на одбраната за изградба на подморница од која Франција треба да инкасира 34,2 милиарди евра. Од него се очекува отворање на уште 4.000 работни места во бродоградилиштата во Брест, Нант и Шербур. Од Министерството за труд велат дека веќе се забележува зголемен број на вработувања во малите и средните претпријатија, откако владата најави субвенционирање на работниците. Работодавачите сепак инсистираат да се прекине разводнувањето на реформата на законот за труд под притисок на протестите на синдикатите.